Времето може да се зачува од заборав преку поединечни впечатоци составени во една целина наречена фотографија. Оваа уметност е со повластен статус, затоа што фотографијата раскажува приказни кои што не можат да се изразат со зборови. 23 години фотоклубот од Охрид го чува времето во Охрид и во градот. Ги чува спомените изразени преку фотографиите на членовите на фотоклубот. Токму во Националната установа Центар за култура Григор Прличев во изложбениот салон и оваа година по повод патрониот празник на Охрид, Свети Климент Охридски, фотоклубот повторно ја изрази својата изложба. Она што го гледаме во овој салон и за работата на фотоклубот, за нивните импресии, за нивните членови и за се она кое што тие го прават за нашиот град, ќе биде поводот за овој муавет. Ке кажам благодарам за тоа што се одзвавте на нашата покана за да поразговараме за се она што го прави ова значајно друштво во нашиот град, за Димче Коруновски, председател на фотоклубот Охрид. Ви благодарам уште еднаш. И вас ви благодарам за поканата, што може и ние да излеземе во јавноста малку повеќе да не запознае. Так, да започнеме од најновото и од најсвежото што се случува во моментов. 23 години фотоклубот од Охрид ја подготвува оваа изложба, кажав по повод патрониот празник Свети Климент Охридски. Па ете, кажете ми што оваа година опфати изложбата, колку фотографии, кои теми ги гледаме? Па оваа година, бидејќи малце и живееме во посебни услови, се одлучивме за слободна тема, каде што авторите ќе имаат повеќе избор слободно да се искажат. Иначе менуваме во други години, некогаш поставуваме и зададени теми. За оваа година се одлучивме за слободна тема, учествуваат 12 автори со 50 фотографии. 50 фотографии прикажани низ очите на различни 12 автори е навистина голема уметност, би можела да кажам. Па ете, што најмногу се фотографираше за оваа изложба? Што најмногу е застапено? Па застапени се од пейсажите, лендскейп фотографии до портрети, портретна фотографија, слики од градот, од луѓе, од места, така. Со што вие се представивте? Јас се представи со портрети, тука се, значи на личности. Имам желба така малку да прикажувам и ликови со нивните емоции, со чувствата што се изразуваат преку фотографијата и така. Да се фотографира портрет, би рекла дека може би е и тешка работа, затоа што треба нели да се долови моментот, да се долови експресијата. Кого го имате прикажано на вашите портрети? Што сакате да изразите преку овие фотографии? Овие се фотографии настанати во Лесковац, во Србија. Оваа година, потоа што секоја година се одржува самит на фотографите од бившите југословенски простори. И како представници на Фотосојузот на Македонија, бевме јас и еден колега од Тетово, го представувавме Фотосојузот. И таму имавме можност да посетиме ромската населба. И овие фотографии се настанати баш при таа посета во Лесковац. Доста, видите, проблемот при фотографирањето на портретите е што доста луѓе не сакаат да се фотографираат, да бидат прикажувани. Поготово кај нас во Охрид стварно треба да ги прашаш во секој случај. И голем дел од луѓето не сакаат да се фотографираат. Единствена можност ни се манифестациите, пример како денот на рибарите или нешто каде што ево Петар Боев е представен со такви фотографии, каде можеме послободно и слободно да фотографираме. За разлика од други места каде луѓето се поприемчливи и сакаат да се прикажат на фотографиите. Битен е моментот, битен е кадарот да се опфати и емоцијата да се прикажат. Постои ли оној момент, знаете како велат, не го сака камера? Па колку е тешко да се изрази добра емоција од еден лик?
Па постои и таков момент. Некогаш е многу битен и самиот ракурс, од која страна се фотографира, дали ќе анфас, профил. Едноставно треба да се избери правото решение за да испадне добар портрет. Да, рековме, нели, фотографијата раскажува повеќе и од зборовите, така да навистина тешка е работата на фотографите. Би рекла, ако некогаш ние кои што манипулираме со зборови можеме да се изразиме и со експресии, и со гестикулации, тогаш вие се изразувате само со еден клик на фотоапаратот. Точно. 23 години вашиот ентузијазам, спомнав, обстојува на фотоклубот Охрид и факт е дека се соочувате и со низа проблеми. Која е најголемата болка на фотоклубот? Па, фотоклубот е формиран 1999 година, значи некаде февруар месец, и уште од истата година сме почнати со оваа традиционална изложба. Значи. И од 23 години ние стално го менуваме местојот на престој, каде ќе најдеме услови. Во почетокот беше во печатницата Летра, па во канцеларии каде што е поголем простор. Имавме можност 1-2 години и винаријата Малсвети Климент, да се заблагодараме и преку медиумите на Буцо, ни овозможи таму да се состануваме. Меѓутоа, све е то моментално некое парцијално решение, каде не можеме ниту да оние материјали што ги имаме, да ги чуваме и да ги сочуваме. И би ни бил стварно неопходен простор каде што ќе може да се скрасиме, да работаме со поголем ентузијазам, со повеќе контакти, со повеќе млади членови и така. Добро, еве, каде овие фотографии после изложбите одат? После изложбите фотографиите ги собираме во кутии што се наменети за рамките и до следната изложба. Значи секој се враќаат кај авторите, тоа сакам да кажам. Се враќаат кај авторите, да. Така. Фотоклубот Охрид често пати е член од жири комисиите во селекција за најдобрите фотографии низ целиот свет. Сте учесници на многу изложби и меѓународни, не само кај нас, не организирате само оваа традиционална изложба. Да ги запознаеме малку гледачите со активностите на фотоклубот. Еве, што е одбележа оваа година? Па оваа година, викам, последниве 2 години малку се со самава пандемија, малку се намалени активностите. Оваа година бевме дел од организацијата на деновите на македонска фотографија. Значи ни припадна таа чест, сета организација во Охрид беше на теретот на фотоклубот на Охрид. Иначе, точно, сме организирале претходни години меѓународни изложби, кои се онлайн изложби, не се на принтана фотографија, а изложбите од Фотосојуз се секогаш со принтани фотографии, што е посебна тежина. Сме учествувале и во жирирање на меѓународни изложби, значи во членови на жири на меѓународни изложби, па сигурно негде по 3-4 изложби во годината имавме каде жириравме меѓународни изложби, а исто така минатите години покрај традиционалната изложба сме правеле изложби не во овај простор од членови, примерно 3-4 члена, 5 члена од фотоклубот. Така сам изложби ван ова традиционална изложба. Значи се дешавало да имаме 3 до 4 изложби во текот на годината. Како се менувала структурата на фотоклубот низ годините, бидејќи 2 децении работа и не е малку, така? Па се менува во секој случај структурата. Моментално имаме околу 24 активни членови, меѓутоа само 12 сме представени тука. Ако земиме во глобала, досега сигурно поминале низ фотоклубот околу 50 на членови. Сега дел од нив се одселиле, можда
во друго место на живење. Дел кога ќе одат на факултет, тој период му е паузираат, па чекаме да се вратат и така. Кој се продефилирал, можете ли да се присетите низ Па овие години? можам, јас се обидов да извадам при формирањето, ќе се обидам да прочитам зашто стварно се многу, Така. да не заборавам, мада и тука можда сигурно ќе испуштам некој. Основен виновник за постоењето на фотоклубот е доктор Лазар Конјановски и група околу него кои тука е се Зоран Велјановски летра, Петар Боев, доктор Миле Мичуновиќ, Борис Наумовски, Жаклина Ѓореска, Владо Тунтев, Атана Сталевски, Борис Чакаловски, Христина Патчева, Тони Ангеловски, Андреја Палацо, Боби Ќосев, Димче Коруновски, јас Владо Петрески, Ѓоко Симјановски, Љупчо Паунковски, Јасна Донева Христоска, Јане Бахрески, Елена Пирузе, Стефан Глушица, Љупчо Велјановски, Бојана Азеска, Фили Сајруш, Александар Тасески, Ристе Петрески, Ема Велјановска, Маријана Пипилева, Дарко Бошњаковски, Александар Лековски, Марија Савеска, Лидија Стефановска, Анета Вршковска Јовановска, Катерина Василевска, Иван Узунов, Димче Мајковски, Христијан Коруновски, Пандора Јовановска, Михаил Спасески, Нина Ангеловска, Марија Наумовска. Тие се сега најмладите, меѓутоа ме радува што ево и на самата изложба се пријавија уште многу млади членови кои сакаат да бидат дел на клубот и кои ги прифаќаме. Да, тоа ќе ми беше и следното прашање. Слушнавме имиња на вистина Охријани кои што се активни во општествениот живот на повеќе полиња и се поддржувачи на културните манифестации, секако на она што значи зачувување на уметноста во нашиот град, но колку има интерес кај младите за членување во вакви клубови? И кон фотографијата. Точно. Има интерес. Основна пречка што не можеме во поголем број да ги привлечиме е баш точно просторот каде што би се едуцирале. Ние како постари ќе искомуницираме и ќе најдиме простор некако. Меѓутоа, со младивец стварно треба да се работи, да му се пренесат знаењата и е добро кога ќе имаме простор тука да се едуцира. Излегле доста кадри, помлади, некои се веќе странство заминати, уште млади членови. Има голем интерес. Значи, последниве Нина Ангеловска и Марија Наумовска се од оваа година членови, а ево сигурно уште 3-4 членови се пријавија сега што ќе сакаат да бидат членови на фотоклубот. Да, тоа и сакав да прашам, како се работи со младите? Имате ли некој вид на работилници каде што ги подучувате како треба да се фотографира, затоа што нели е комплексна уметност, не е едноставно? Со младите нормално, значи она е основното е контактот и се пренесуваат прво ние гледаме да им ги дајме основите на фотографијата, уште аналогната фотографија, светлото, како да се користи светлото, зашто фотографијата е пишување со светлото фактички. И потоа се навлегува во фотографијата, во типовите на фотографии што се прават и то. За да се направи добра фотографија, некогаш се потребни и часови. Што за вас значи фотографијата? Фотографијата е една огромна љубов. Од мал сум почнал да фотографирам, да изработувам црно-бела фотографија и она што ние постарите го викаме, што сега младиве тешко може да го искусат, е она да се осети мирисот на развијачот на фиксирот, на онај момент кога се појавуваат ликовите на фотографската хартија или општо она што е фотографирано, тоа е една магија. Сега малце со дигитална фотографија се е побрзо, меѓутоа и таа се имат своји предности и се доловуваат одличен квалитет во последните.
Со новите трендови се губи ли магијата на фотографијата или па се придонесува? Па не би рекол дека се губи, сепак ново време носи нови промени, техниката си го прави своето. Не се губи магијата по мене, затоа што магијата ја ствара фотографот. Тој во секој случај ја има фотографијата во својата глава. Само треба да го најде просторот, моментот, одредените услови кои се потребни и да ја направи таа фотографија. Многу фотографии чекаат во нашата глава што треба да се направат, меѓутоа треба да го најдеме правиот момент. Значи сака време, сакат сепак да се располагат со техника малце и тоа е. И знаење нормално. Не достигаат ли тие времиња кога се чекаше фотографијата да излезе па да се појават лицата како што велите? Па не достига, да ви кажам право. Барем на ние што сме се занимавале со тој тип, сега не сме можеле да правиме толку многу фотографии како сега. Си бил ограничен со филмот, па гледаш точно да искористиш, не одиш сега да правиш поголем број на фотографии, но да искористиш она најбитното да го фотографираш и чекаш што ќе испадне со развивањето, со изработката на фотографија. Так, Коруновски велиме дека фотографијата е фаќање под наводници на момент. Сега, прашањето во тој контекст ми е, постои ли лоша фотографија? Што е добра, што е лоша фотографија? Лоша фотографија, значи секоја фотографија, она што е битно, значи фотографијата треба да раскаже некоја приказна. Многу е битно да се фати кадарот, значи она што викаат фотографот треба да има око да избере кој дел од просторот ќе го стави во рамките на објективот на фотографијата и тука настануваат некогаш грешки при фотографирањето. Значи, тоа може да му се случи секому. Да се избере погрешен кадар да се избере во тој смисол. Не, јас не би зборувал за лоши фотографии, него за добри и многу добри, одлични фотографии. Зашто еден фотограф, ако гледаме во својата кариера, може да изброи, ајде да речам 30-40 врвни фотографии, ако е подолга кариерата. А не значи дека другите се лоши фотографии. Меѓутоа зборуваме за стварно дела кои заслужуваат, имаат многу високо ниво. Што ви од вашите дела би можеле да издвоите или што најмногу сакате да фотографирате? Па видите, ние сме сите тука аматерски фотографи, значи не се занимаваме професионално со фотографија и секој автор си влече некоја жичка што повеќе му лежи за фотографирањето. Лично мене, јас ја љубам уличната стрит фотографија, ја љубам, мада не значи дека не сликам и пейзажи, буквално сликам све она што ќе ми дое во полето на интерес. Меѓутоа така, во последно време поготово, љубам да имам луѓе на фотографијата. Луѓето ја раскажуваат приказната. Да. Во контекст на тоа дека мора да го привршиме разговорот, јас би ве прашала што следно ќе се очекува од фотоклубот Охрид и еве, што вие порачувате до вашите членови и до секако до жителите на град Охрид? Па ние нема да престанеме во секој случај со работа. Имаме нови идеи. Значи во разговори и со Фотосојузот, че им обезбедиме услови некои каде што ќе дојдат мајстори на фотографија, значи стварно да помогнат при едуцирањето, поготово на младите членови. И желба ми е во теков на иднава година, мислам дека ќе се намали малку тензијата како овие претходни години, да организираме некоја изложба плюс.
гледате и сами дека ова ево сега прв пат ќе го кажам, можда не сум разговарал ни со членовите, имаме доста жени членови на клубот. Моја идеја би сакал некаде околу мартовските празници да направиме една изложба на фотографии чисто од женски автори. Ке бидам јас во контакт со авторите, тоа би ми било првично и ако можеме и во текот на летниот период да се представиме макар и негде надвор, тогаш е топло. Имам некои идеи за тоа. Така да, баш ке споменав, дали се размислува можеби за отворена изложба? Сум размислувал да ви кажам многу пати за отворена изложба, како идеја ми било, али мора тоа да разговараме и со собствениците на дуќаните, по корзото во самите дуќани продавници да изложиме. Тука е доста фреквентно и ќе биде доста видено. Како идеја би ми дошла или имаме ево за денови на македонска фотографија се потрудив, направивме 15 штафелаи двострани, значи кои собираат 30 дела, 30 фотографии, тие можат исто да се постават и надвор. Проблемот е малце на отворено што треба навечер ангажман да се тоа да се све прибери, ако го оставиме, знаете како е овде, сабајлето може да не се најдат и така. За жал никогаш се јавува несвесност така и граѓаните, а и можеби и временските услови секако треба добро да се проценат. Да, и тоа сигурно. Затоа што фотографијата, колку што е чувар на времето, толку времето е нејзин пријател некогаш. А она што го споменавте околу изложбата за 8 март, навистина би не радувало доколку видиме на таква изложба од женски авторки. Женското око што може да забележи. Точно. Гледате сами дека стварно имаме, па со членови сме пола на пола некаде, сигурно, машки и женски автори, и сега како што слушаме од младиве, можда и ќе не надвладеат. Треба да се плашиме малку ние повеќе. Како велат по фудбалот, жените се втора сила. Да. Круновски, ќе ви се заблагодарам за уште еднаш за тоа што се одзвавте на нашата покана, со тоа што ќе ве запрашам доколку некој сака да биде член од фотоклубот, доколку сака да научи нешто повеќе за фотографијата, каде може да се обрати? Па може слободно да ме побара мене, или на Facebook, или телефонскиот број може да се даде да ми се јави, значи стоиме отворени за нови членови. Така. И оваа изложба ќе биде отворена до? Па овие 2 недели сигурно. Ако нема, се дешавало дури и скоро и до Нова година, ако нема некои нови активности да мора да се просторот да е потребен за друго, не му сметат на Домот на култура да им се заблагодарам и нив за соработката што сиве овие години имаме и со локалната самоуправа исто. Значи, стално сме за оваа изложба во склоп на чествувањето на Свети Климент. Така што сигурно ќе биде уште 10 дена изложбата тука. Кој сака да помага? Јас ќе ви посакам уште многу години успешна работа, уште многу јубилеи, уште многу родендени и се надевам дека конечно фотоклубот Охрид ќе ги оствари сите оние замисли кои што ги има и ќе успее во целите кои што ги има поставено, затоа што ни требаат вакви чубари на времето. Навистина и ви благодарам за ова што го правите за нашиот град. И јас да ви се заблагодарам за промоцијата наша, па се надевам со ова уште повеќе и членови ќе привлечиме и ќе поттикнеме јавноста да видовте вие, беше доста посетена изложбата, да има интерес, зашто фотографијата стварно има голем замав и во светот се доста посетени овие изложби. Почитувани, ќе ве поканам и јас повелете во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Григор Прличев Охрид, каде што спомнавме изложена изложбата од фотоклубот Охрид, од фотографиите на нивните членови. Се надевам дека уживавте во овој разговор, дека ви ја разбудивме и побудивме желбата за фотографија, а ние се гледаме во наредното издание.